ваква сфера во земјоделието покажува дека има неисцрпни таленти и способни луѓе. И навистина со посебно задоволство тоа го кажувам и ми е драго што еве токму на една ваква манифестација од светски ранг представник на Македонија, токму човек од нашата општина. Тоа и би сакал да го нагласам, не поради тоа што се наоѓам во општина Пробиштип и бидејќи нашиот представник надпреварувач беше од Пробиштип, значи во интерес на вистината Стојне Наковски покажа огромен квалитет таму, се носеше рамноправно, значи рамо до рамо со некои од надпреварувачите кои што со години веќе учествуваат таму и се надеваме дека и тој ќе го заслужи она место кое што му припаѓа со понатамошен тренинг и најверојатно се надеваме, не се надеваме, него очекуваме и поголем успех, посебно од негова страна, бидејќи тој постигне стварно значителни резултати. Така, во разговорот што го водевме на нива, во еден автентичен амбиент со господинот Наковски, ми кажа дека полесно му е да ора во Нов Зеланд и дека не се плаши од тоа, не се исплашил и дека дури и сметал дека и може да биде награден. Ова во контекст на ова што го рекавте вие пред малку. Да, токму и тоа сакав да кажам, значи на ова светско првенство учествуваат стварно најдобрите. Тоа се најголемите мајстори на вештината орање. Сосем мали финеси одлучуваат за тоа рангирањето. Да. Така да, земајќи ги во предвид сите тие работи, она што го покажа господинот Стојне Наковски е за пофалба од сите. Господине Соколовски, вие сте и меѓународен судија. Како се станува судија за да можеш да судиш на едни вакви манифестации? Секоја земја членка на оваа светска организација делегира судија и како што кажа пак има една одредена процедура. Митрев, минатата година само имавме како резервен судија. Ова година за прв пат, значи, представник имавме и во званична конкуренција, значи, влеговме и ние со еден представник на судии, значи, јас бев со судиите од Соединетите Американски држави и од Велс. Има и повеќе судии, значи, ние судевме во категорија на конвенционален клуб, кај што беше господинот Стојне Наковски. Судевме 12 категории на орање. Така. Што се оценува? Па се оценува се. Значи, од отварање на прва бразда па до завршниот дел. И како се оценува квалитетот? До завршниот дел, значи, припрема на таа површина за сеидба. Значи, отварање на прва, затварање и многу други моменти кои даваат слика кој е најдобар. И така. Добро, спомнавме во разговорот награди. Какви се тие награди? Прва, втора, трета, како се тоа? Мислам ова за да на нашите гледачи им стане појасно за што станува збор и во што се состојат тие награди. Најдобрите орачи во светот, значи во категориите, значи во конвенционален и реверзибилен, што се надпреваруваат во таа категорија, се прогласуваат најдобрите и на најдобрите мислам дека се даде награда, тоа е рало, што е по килограм злато. Значи, награда која не може да се продаде? А добро, ова малку да се пошегуваме. Дали, значи, не сме да се продаде? Бидејќи во злато, нели златото, знаеме сега е доста скапо, доста Тоа е голема работа да се освои оваа награда, значи е стварно и тие што ја освои оваа награда, стварно заслужи. Така, сигурно. Добро, вам што ви остави впечаток во Нов Зеланд? Што ќе издвоите вие од ова патување? Па, од ова патување, значи, убава земја,
Значи ние на овој дел, на јужниот дел, кај што бевме, се занимава претежно е сточарски дел, се занимаваат со сточарство и тој, значи, имаат многу убави фарми, многу убави површини за земјоделие. Има околу 80 милиони, да речеме, грла на овци, околу 60 милиони грла говеда. Така. Тоа И вреди да се види. Вреди да се види, стварно е А да се многу живе? убава земја, па сега сигурно Кој е, како? сигурно е убаво и за Зато има доста живење, македонци, пошто а? има македонци доста во. Така. Добро, на овие надпревари, на вакви средби, сигурно се остваруваат и многу контакти. Вие сте се сретнале со луѓето од Македонија, меѓутоа, веројатно имате остварено и доста, би рекла, професионални контакти кои може би ќе придонесат повеќе Македонија повеќе да се вклучи во сите тие случувања во оваа сфера. Да, пред се би го кажал тоа, значи, Нов Зеланд, посебно, значи, владата и сите они електронски медиуми кои што ги пишани, доста голема важност обратија на целокупното ова збиднување, значи на ова значајно светско првенство на земјоделци, бидејќи и тие се аграрна земја. Со тоа што секојдневно во сите медиуми беа објавувани како доаѓањата од самиот почеток, значи тренинзите, званичниот надпревар, на сите овие медиуми, значи бевме најавувани и представени, значи како делегација под уставното име Република Тоа го Македонија. потенцирате, што е навистина многу значајно. И како што ни беше кажано од нашите иселеници таму, ни рекоа дека ние сме втора званична репрезентација која што се надпреварува во тие простори, како што ни кажаа тие, биле кошаркарките, предводени од госпоѓа Стојна Вангеловска, постарите, значи, кошаркарки, и ние, еве, по втор пат, значи, Македонија, многу од оние кои што живеат таму, прашува за нашата земја, каде точно се наоѓаме и така натаму. Сметам дека достојно ја представивме, бидејќи нашата делегација, значи, покрај нас, кои што сме присутни денес ова во студиото, беше составена и уште еден надпреварувач, тоа е, значи, Николче од Новаци, и господинот Јордан Кузмановски од Агенцијата за развој и потикнување Него на надпреварувачите имаше ли грци? Меѓу надпреварувачите немаше грци, така да... Претпоставувате зашто ме прашам. Постојано го потенцирате под уставно име, па да направат и таму проблем. Да, и еден од нашите услови, бидејќи ланска година беше токму тоа, значи нашето уставно име и нашата химна, и како што може да видите од самите снимки, на оние парцели кај што се надпреваруваат нашите, комплетно има податоци за надпреварувачите, значи Наковски Стојне, општина Пробишти, Република Македонија и нормално македонското знаме кое што е... Истовремено се слушнало и за општината Пробишти, за некои Пробишти, дека постои во некои простори во Македонија. Дали сте задоволен од медиумската важност во нашата земја на оваа манифестација? Да, мислам дека на сите овие наши манифестации ние уредно ги покануваме, оние, како и што кажав на самиот почеток, значи, оние кои што се заинтересирани доаѓаат. Ние досега бевме гости на голем број телевизии и посакувам и оваа година уште поголемо популаризирање на